Почитувани гледачи, во тема на денот во Дневникот на КТВ разговараме со претеничката од СДСМ Даниела Колева. Ќе се осврнеме на новиот закон за работни односи, се она што е актуелно во моментот во собранието. Бидете со нас. Добро дојдовте, претенички. Добро ве најдов. Нов закон за работни односи, што предвидуваат новините и кои се опфанати со нив? Така, новиот закон за работни односи, за кој што веќе неколку недели наназад се одржуваат трибини низ цела држава, е многу важен, од доста голема важност за сите граѓани, затоа што тоа е еден закон кој што следствено се носи после низа на закони од работни односи. Само ќе ги напоменам, последната година две кои закони во законот за работни односи кои измени се донесоа. Значи воведовме недела неработен ден, што е многу важно затоа што знаеме дека недела беше работен ден и маркети и сите други фирми или фабрики работеа, меѓутоа сега освен за определени дејности, недела си е за сите неработен ден. Конечно нели се посветува внимание на фамилијата, секој може да се седи дома во недела со семејството. Потоа имавме покачување на минималната плата законски, која што беше 18.000 денари, а сега во март следува ново покачување. Колку ќе биде? 20.500 денари минималната плата. Во месец март, значи со новите измени ќе се донесе и тоа. И би напоменала дека од доста голема важност беше пензионирањето на 64 и на 62 години. 64 за мажи, 62 години за жени, со можност за продолжување до 64 години за жени. Со тоа се отвараат и нови работни места, меѓутоа и нели порано можат да си заминат во пензија тие што претходно не можеле со 62 или 64 години. Овој закон сега, кој што е закон над законите, значи лекс генералис, законот за работни односи, е многу важен затоа што ги покрива нели сите сфери и сите дејности. Внимателно се собираат мислења од сите релевантни фактори. Значи сите трибини кога се одржуваат, имаше и во нашиот град одржана трибина, се повикуваат и членови од Стопанска комора, се повикуваат правници од различни фирми, представници од фабрики или институции со кои што тие ќе го дадат своето мислење за овој закон кој што е моментално на ЕНЕР и каде што може да се на таа платформа да се сугерира со одредени предлози, сугестии или измени. Јас би напоменала, бидејќи е доста обемен закон, но некои од клучните измени кои што ќе бидат со породилното е главна тема околу овој закон и овие новини. Години наназад со право жените и што се остваруваат како мајки бараат породилното отсуство да трае повеќе. Со овој закон се нуди можност после 5 месеци задолжително породилно отсуство за мајката да има дополнителни 4 месеци за неа кој што може да ги искористи понатаму, значи, меѓутоа има и 4 месеци породилно отсуство за таткото, родителско отсуство. Го кажуваме, значи, во новиот закон е наведено со нова терминологија и со тоа ќе може дали напоредно, дали 2 месеци по 2 месеци, вкупно 13 месеци да се искористи тоа родителско и породилно отсуство. Ке го прифатат ли тоа приватните компании со оглед дека ќе треба отсуство од работа на имаше интересни сугестии и мислења од сите компании, меѓутоа мислам дека најважно од се е соработката помеѓу компаниите и помеѓу вработените и компаниите веќе се трудат се што е понатаму законски донесено да биде во интерес на нивните вработени, затоа што мотивиран работник значи дека знаеме дека времето е се полошо кога станува збор за изнаоѓање работници. Точно така, заради во моментот квалификувана работна сила која што им е потребна, нормално дека морат и самите компании платите да ги покачуваат и да има возможност услови на работниците со сите нивни права кои што ги заслужуваат да си ги уживаат секој вработен во таа компанија. Ова ќе значи, мислам, поголемо олеснување затоа што знаеме како мајки на 9 месеци што значи да се врати една мајка на работа, па нема кој да го чува детенцето, па во градинка, значи многу ќе значи да може и таткото да се вклучи во ова родителско отсуство. Кога може да се очекуваат на сила овие измени? Па, ако започне законот, ако влезе во процедура собраниска некаде март месец, веќе од април, мај најдоцна, би требало да влезе во процедура. Тука ќе споменам и други измени во законот. За прв пат за жените земјоделки
се воведе и за нив породилно отсуство, односно надоместок за породилно отсуство, само што бидејќи за прв пат се воведува за жените регистрирани како индивидуални земјоделки, еднократно ќе се исплаќа 81.000 динари за 9 месеци породилно отсуство за тие што имаат родено дете оваа година 2023 година до крајот на 2023. Ќе спомнам исто дека во овој предлог закон се трга горната граница на 26 дена одмор, значи што може да има еден вработен. И тоа, значи, дискутабилно е понатаму, ќе имаме и јавна расправа во собранието како би можело тоа понатаму да се регулира, меѓутоа се трга 26 дена. Исто така имаме за помош и нега на болен во домот плюс 5 дена отсуство. Имаме уште многу измени кои што се во корист на работниците, буквално сите се во корист на работниците, меѓутоа изслушани се и компаниите и Стопанска комора за да може нели се да биде во овој закон. Сите страни да се вклучени. Најважно е клучно за породилното отсуство оваа измена. Каква е поддршката на образовните институции? Како пратеник се залагате ли за подобрување на условите во училиштата во Кавадарци? На пресконференција од Општинската организација минатата недела информира за се она што владата финансираше во Кавадарци, меѓутоа вие како пратеници давате ли придонес, алармирате ли за потребите кои што се основни мора да се решат во образовните институции? Така. Бидејќи јас дојдам од образование, за мене образованието дефинитивно е приоритет. И навистина јас бев изненадена кога ја видов таа пресконференција, затоа што, да бидеме искрени, како што сум секогаш јас искрена и знам да кажам што е добро, а што е лошо и да бидам самокритична и кон мене и кон останатите, би кажала дека навистина последните 5 години во делот на образование оваа влада со Министерството за образование направија многу. Не треба многу да кажувам, само ќе ги потсетам моите сограѓани и цел регион како изгледаа средните училишта во Кавадарци пред 5 години. Значи, средното земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров тогаш пред 5 години имаше по многу мал број ученици. Тоа немаше услови погодни за работа. Искрена да бидам, ние мислевме сите и во разговор дека тоа училиште можно да биде и затворено. Сега да споредиме како изгледа сега. Тоа е благодарение на сите политики кои што се носеа овие 5 години, детектирајќи го проблемот дека цела држава има отворено голем број на факултети. Значи пред 10 години се отвориле, последниот податок што го имаме 119 факултети низ државата. Тоа беше фатално во смисол од една страна достапни се факултетите, меѓутоа секој може да дипломира, меѓутоа ние се доведовме до ситуација да немаме квалификувана работна сила, значи и занаетчи, и со средно училиште, значи стручни лица. Заради тоа се воведе дуално образование од 2020 година со многу мал број на паралелки, за сега да прераснат во голем број на паралелки кои што можат да бидат вклучени заедно со пракса во компаниите, значи дуалното образование, значи паралелно и теоретска настава во училиштата и пракса истовремено од 2-3 година во компаниите. Со тоа што Средното општинско училиште Кирос Панџов беше пилот училиште, ми се чини, во државата токму со дуалното образование, да. И веќе резултатите се покажуваат на терен. Другото средно училиште, значи Кирос Панџов Бреко, исто така, значи со компанијата Дрекселнари, со останати компании со кои што има соработка, има на 2 пати добиено и грантови неповратни, меѓутоа има добиено и механизација на која што може да ја изведуваат својата пракса и таму, меѓутоа и во училиштето. И исто ќе се сетиме како изгледаше претходно, ние го викавме индустријско училиште, но сега гледаме дека прераснува во едно современо, модерно средно училиште, исто како Ѓорче Петров, во кое што можам да кажам слободно има во паралелка над 30 ученици. Доаѓаат од цел регион да се запишат. Од една страна имаме ученици кои што земаат стипендија, од друга страна тие ученици одат на пракса
И најважно од се, веднаш по завршувањето на тоа стручно образование можат да продолжат со високо, меѓутоа директно можете да се вработат во фабриките со кои што имале пракса и соработка во овој проект со дуално образование. Само за граѓаните, информативно, 2020 имало 8 училишта кои што се вклучени низ цела Македонија. 2021 46, 2022 61 училиште средно стручно е вклучено во проектот за дуално образование. Истото ова како што се случи со нашите училишта, прераснаа во современи модерни училишта и сега имаат голем број на ученици, во секој град низ Македонија се случува истото. Имаме компании, прво биле 16 во 2020, 2021 210, 2022 450 компании имаат соработка со училиштата. И последно, најважно, ученици прво вклучени 2020 98, 2021 1486, 2022 2700 ученици. Тоа значи за тие 2700 ученици веднаш по завршувањето да може да се вработат во приватна компанија во која што ќе си бидат редовно платени со редовен работен однос. Од големо значење се сите овие мерки што се донесоа последните години со дуалното образование. Од друга страна, Министерството е апсолутно ангажирано. Јас во собранието при креирање на буџетот гледам колку средства се одвојуваат. Буџетот на Министерство за образование и на труд и социјала, морам да нагласам, е рекорден и најголем. Училишта моментално низ државата се реконструираат 110. И секоја година, значи по приоритет, се реконструираат различни училишта. Средното шумарско училиште Ѓорче Петров, гледаме како изгледа сега, со реконструирана фасада, реконструиран кров, со двор целосно реконструиран и внатрешно интериерот, мислам, по современи услови, јас искрено и во државата немам видено. Исто и Кирос Панчов Брко, реконструирано целосно интериер и надворешно, но ќе ги споменам и основните училишта, кои што се реконструирани последните 3 години. Ние, ако се сетиме Страшо Пинџур училиштето како изгледаше, 10, 20, 30 години е едно од најстарите училишта. Сега има реконструирана фасада, има реконструиран кров, меѓутоа има и спортска сала, затоа што знаеме дека учениците изведуваа настава по физичко образование надвор. Во зима изведуваа настава надвор, меѓутоа сега се има спортска сала целосно финансирана од Министерство за образование. Исто така е реконструирано и Тодега Читефов училиштето, исто и таму има изградена спортска сала. Во моментот се реконструира Димката Ангелов Габерот, реконструкција на двор, електрична инсталација внатре, ѕидови, се што се прави во моментот во училиштето Димката Ангелов Габерот е од Министерството за образование и наука. 150.000 евра минатата година беа доделени, за оваа година имаат пак значи доделено средства. И навистина сакам да напоменам дека не се изоставуваат и подрачните училишта на Страшо Пинџур и на Димката Ангелов Габерот во село Сопот, Возарци и Дреново, исто така и тие имаат своја реконструкција. Добро е што може да се аплицира до Министерството за образование и наука и добро е што и тие средства ни се враќаат. Значи, целосно се преобразија училиштата последните 3-4 години и така и треба да биде. Ако почнам па да кажувам за труд и социјална политика и градинките, дека немаше ништо, нели 30-40 години изградено, а последните 3 години се изгради целосно нова детска градинка, 2 доградби и 2 градинки во рурална средина. Тоа значи многу за нашите деца од најмала возраст, од предучилишно образование па се до 18 години завршување на средно училиште. И така и треба да Пратенички опозицијата реагира околу тоа што се уште има ученици без учебници. Ке се надминували овој проблем кој што настана нели поради разни тендерски постапки и исто така се бележи еден тренд на отпишување на ученици од училиштата и селување од државата, тренд кој што е веќе присутен долги години и само продолжува да се надградува и проширува. 36 ученици во второ полугодие не ја продолжи наставата во општина Кавадарци, 30 во основно и 6 во средно. Так. Како гледате, дали дискутирате како пратеници на оваа тема? Да. Во врска со учебниците, проблемот со учебници го има десетици години наназад во образованието. Кога се печатеа Кембридж учебниците, па имаше, па немаше, па неточен превод. Тешко се доаѓа до квалитетни учебници. Така. Јас секогаш сум да има квалитет.
и го застапувам тоа. Меѓутоа, не би оправдала и долго чекање на учебници. Искрено, јас како лице кое што долги години работело во образование, мене да ме прашате и во текот на оние протести кои што се организираа за дигитализација во образованието, не ни користив многу учебник. Заради тоа што јас секогаш имав спремни задачи за учениците, имав и после тоа и за домашна работа. Едноставно ги анимирав учениците и мислам дека и секој наставник тоа го прави, нели, додека е на час. Меѓутоа, сепак учебникот како учебник значи многу за учениците, можеби за наставникот не толку, ама за учениците и родителите секако. И се надевам дека во најбрз можен рок административните процедури кои што се долги ќе се надминат и дека учебници ќе имаат учениците што побрзо. Во врска со иселувањето, многу дискутираме, многу размислуваме на таа тема. Искрено јас мислев и една трибина во Кавадарци да одржам на оваа тема, затоа што секогаш сум во одличен однос и имам контакт со младите. Моје размислување е дека пред 10-15 години иселувањето имаше тренд, меѓутоа тогаш имаше тренд заради невработеност, економски причини. Меѓутоа сега гледам дека тоа се случува континуирано 10-20 години, меѓутоа од други причини. Сега веќе невработеноста е на најниско ниво, на 14%. Порано во секоја фамилија семејство имаше невработени. Граѓаните велат не функционира системот и поради тоа ја напуштаат државата. Па, системот сме сите ние. Значи, може би и така е дефиницијата, но системот кој е пак сме ние. Значи, секој треба да тргне од себе и како што јас сум тргнала нели на овој мој пат да можам да променам нешто и се уште се борам, значи, и нема да престанам да се борам, да ги исправиме работите како што треба. Мислам дека не треба пасивно се стои само од страна да се гледа и да се критикува, туку секој што може да направи, да може да ги исправи работите. Од друга страна, мислам дека влијание има и отворени граници, можност за патување, интернетот. Пред 20-30 години луѓето не ни знаеле, само тие што може да патуваат, беа многу малку, како се живее во другите држави. Сега секој има можност на еден викенд да отиде и да види. Кога ќе види нешто, можеби и се гледа. Трендот на иселување не е само во Македонија. Трендот на иселување е и во Хрватска, во Србија, па и во Германија, па и во Словенија. Наши се преселуваат во Словенија, од Словенија од Австрија. Хрватска бара работна рака, Германија бара. Точно така. Значи миграцијата се случува низ целиот свет. Така да мислам дека може би и тој е некој процес кој што би требало убаво да се размисли, да се видат кои се причините и секако да може што повеќе младите да ги задржуваме овде. Но мислам дека во моментот не се главна причина економските причини. Значи, ќе го заокружиме разговорот во ова гостување околу нешто актуелно во парламентот, таму во тек е изборот на влада. Ќе ги добили потребните гласови новиот предлог на влада на Ковачевски. Секако дека ќе ги добие. Имавме гласање вчера во врска со заем за рехабилитација и ревитализација на сите електрани во државата. Имавме од мнозинството 76 гласови. Значи тоа имаше еден-двајца одсутни од претениците. Ќе ги добие, но ова што се прави последните денови според мене е навистина, не е целисходно и не би требало да продолжи. За едно разрешување од опозицијата се јавуваат сите за збори, тоа трае 3-4 дена за едно разрешување. И сега ние сме веќе 10 дена со говори, со реплики, само се задржуваме, а ништо конкретно не правиме со ова, затоа што секако во текот на следната недела ќе се изгласаат новите министри и заменици министри. Јас вчера во моја реплика баш образложив дека и минатата власт на ВМРО ДПМНЕ имала министри во едно министерство по 8, по 9 сменети во тек на 11 години. 8 сменети министри, 7 сменети министри. Значи тоа е еден процес кој што владата си прави плани, кој што е нормален. Треба континуитет, да, меѓутоа еднаш-два пати да се сменат министри е сосем нормална работа. И сега за тоа да правиме, да ги оставаме важни закони како закон за работни односи или други закони кои што не чекаат да си минуваат деновите, а ние да не ги носиме, мислам навистина не е во ред. Се забележува и дека премногу се дава простор во владата на албанските партии. Да, баш таа сугестија анализирав и бидејќи секогаш истражувам сама од 2010 година, 2015, сите години поред ги анализирав, до 2023 оваа година, од 2010 исте бројот
на албанските партии во владата, на министерствата, 2010, 2011, до 2015, секоја година до ова е ист бројот на албанците кои што ги имаат министерствата, така да нема разлика. Само што треба да играњата Во да јавноста го се видат представува доста спротиставени мислења дека жестока е расправата меѓу ВМРО и СДС, како пратеници контактирате надвор од собранието, кога ќе се исклучат камерите, кога јавноста не е до вас. Имате ли конкретна соработка со пратениците од другите пратенички групи кои што се во опозиција? Па соработка треба да има, затоа што ние некои закони ги носиме заедно. Морам да бидам искрена, поготово закони кои што се од земјоделие или закон за родова рамноправност, стратегија и тие работи, за стратегијата не гласаат тие, меѓутоа има закони кои што навистина ги носиме заедно. Комуникацијата не е на ниво на кое што треба да биде. А јас сметам дека треба да биде. И уште едно што за граѓаните го забележуваат, го дебатираат, а тоа е дека секогаш пратениците, независно од која политичка структура се, кога се работи за закон кој што ги тангира лично, секогаш се едногласни. Точно. Мој лично мислење е дека граѓаните премногу ги оптоваруваме со политика. Ние сме пратеници и сме платени од граѓаните за да работиме за нив, да носиме закони за нив, да не се препукуваме и да се плукаме цел ден. Мислам, навистина нивото паѓа и на собранието на тој начин и треба тоа еднаш за секогаш да прекине. Ние заедно треба да ги носиме законите, да ги подобруваме тие закони и законите секогаш да тргнат од потребите на граѓаните. И така сметам дека треба да работиме. Да не изоставам само како последно за проектите за нашата општина кои што се предвидени за оваа година, би сакала да напоменам дека дневниот центар за лица со попреченост оваа година треба да започне да се гради и тоа од министерството. Се сите оние законски бариери. Имаше нели со местото на изградба се имаше некоја процедура, со општината цело тоа е средено и Министерството за труд и социјална политика ќе гради во Кавадарци дневен центар за лица со попреченост, модерен, современ, на 2 спрата, целосно, значи како што тоа треба по сите стандарди. Друга работа е дом за стари лица, кој што е актуелно, нели знаат и пензионерите. Јас веќе 2 години соработувам со раководството на пензионерите и борбата е тие, значи лицата, пензионерите, раководството имаат желба, имаат и финансиски средства и сакаат да изградат пензионерски дом за нив во нашата општина. Со тие средства 2 години ние значи ги тераме тие процедури по институциите, имаше во многу министерства, заедно одевме со раководството и на крај заедно и општината ги заврши незините обврски. Исто така во соработка со Министерството за труд и социјална политика ќе се гради и дом за стари лица, во кој што првиот спрат ќе биде пензионерски дом, кој што пензионерите сами со сопствени средства од чланарина и ред други работи ќе си го финансираат и ќе имаат свој катче, затоа што знаеме дека сега кај што се наоѓаат е многу мал тој простор, затоа што тие имаат свој хор, имаат вежби, сакаат да се дружат, имаат многу активности, над 7000 пензионери имаме во Кавадарци. Ќе може цело тоа да им биде овозможено со двор, имаат и план, архитект им го има изработено, а над пензионерскиот дом ќе има старечки дом за 70 лица, во кој што ќе може нели да се сместуваат лица пензионери од целиот регион. И тоа е многу важно затоа што Министерството за труд и социјална политика навистина секогаш е тука за соработка и многу клучни и важни проекти од најмала возраст до највозрастните лица секогаш ги инвестира низ цела држава, а и на вистинските места. Ви благодарам за гостувањето во Дневникот. Ви благодарам и вам.